60-тината вработени во загубарот Еврокомпозит веќе 5-ти месец откако беа испуштени на принуден одмор, тотално заборавени од државата. Досега ниту некој ги контактирал, ниту пак зеле некаков надоместок, а започнале и кражбите на скапи делови од машини во фабриката, која пак е без струја и ја обезбедува полицијата. Тие машини се уништени трајно. Не може во никој случај да функционира. Тие делови што се украдени, не може ни да се набава, ни да се купа за да продолжи таа машина да работи. Тие се крадени ги речува полицијата, ама се фатени крадците, ама штетата е огромна. Значи тие не се извадени така со алат, туку се откорнати од машините. Велат во вода им паднале и обидите за обнова на договорот со МВР за производство на панцири, како нивна последна надеж за самостојно колку толку да си ја реанимираат компанијата. Ние ваква фирма имаме материјал само со 200 елеци. Ако ние имаме пари да вложиме 800.000 евра да ја направиме то, ние немаше да чекаме и досега. Така да зато помош нивна баравне, тоа што имаме да изработиме, да ни плата, дел од тие пари да употребиме за суровини, за да го дозавршиме договорот, дел и луѓето ќе поделиме по некој динар. Во меѓувреме испраќале и неколку дописи до вице-премиерката Мила Царовска. Меѓутоа, досега, освен префрлање на топката меѓу владините функционери, не добиле никаков одговор.